Калинката е символ на плодноста, изобилството, доброто здравје и вечниот живот. Ова растение потекнува од Персија, а низ историјата е класифицирано како плод на боговите. Во древните записи светло-црвените семки од калинката се споредуваат со крвта. Ним им се припишува способноста да ја обноват младоста, да го продолжат животот како и способноста за поврзување на светот на живите со светот на мртвите. Денес во Македонија калинката се произведува на повеќе места, но најзастапена е во Валандово, каде според продавачите е најслатката калинка токму поради поднебието, а во понудата може да се најде и онаа увозна. Има да кажеме и други сорти, а што има увозна, таа турска, многу е лична, убава е, ама малку е покрасата. А таа е наш производ и такова поднебие има Валандово што ги прави убави калинките. Кога се пребарува за калинката, едногласни се и лекарите и луѓето кои се занимаваат со народна медицина, дека калинката е вистински извор на здравје. Многу од состојките кои ги содржи калинката се здрави за нашиот организам и за нашето здравје, па токму затоа при настинки и грипови најчесто се консумира свеж сок од калинка. Исто така, калинката помага и за намалување на старењето. За големата потрошувачка сведочат продавачите, а граѓаните за тоа дека често ја конзумираат, а свесни се и за нејзините здрави состојки. Па конзумираме ако има, ние имаме наши, сега измрзна, а баш на телевизија слуша овие неколку дена за калинката нешто наубаво воше. Па сега баш видиме ке се продават, вика мајки си зееме. Да ти кажам, јадам, ама сега моментално не сум баш јадела. Знам дека е здрава за се, за крв, за срце, за такви работи. Користам ја. Па калинката е најздрава, она содржи калциум, она е најдобро за здравјето. Само се скапи, не ли гледаш по 70-80 динара. Конзумирате ли? Па конзумираме, ама спрема парите. Калинката се продаваше на повеќе тезги на градскиот пазар, кој изобилуваше со производи, но исто така беше посетен масовно. А цените из утринава беа следни: домат 70, пиперка 60, компир 40, краставица 50, брокула 100, корнишони 60, круша 50, грозје 50, карфиол 70 и прас 50 денари за килограм.